Здраво другари, здраво криптореволуција. Идеме на еден дневен краток преглед од 15 минути. Чинеш сител телевизија ќе ја презимам. Луѓето испаничини, шо ќе се десе. Ако сте инвестирале ништо, седите и чекате лотарија на Македонија. Моја грешка, лотарија на Македонија никош не се паѓа. Чекате Гуштеров лотарија, a.k.a. крипто. Шо да кажам другари, на дневна база ви се вестите. Имам инсайдерски информации. Што да инсайдерски информации имам што се моментално случува у Македонија 2025. Че да видиме с горе. Баја карпет, значи треба да си купите теписон. Треба да заштедете 10 денара, 10 денара. Нов кейс за телефоно и треба да сте уживите и да си ја гледате вашата работа, брат. Ако ќе се напукате од крипто, значи планот треба да ви е тај. Си купите количка, за да се движите од точка А до точка Б. Да заштедете секој да имате 10 бона настрана, не како мене, брат. Значи, all in у крипто да сте, значи треба да се купите нов компјутер, добро, треба и телефон, пошто нели ќе пратите крипто, али компјутер и телефон, сега не мора секоја година, али барем у бер маркетот 3 години гледајте да не купувате. Среќен живот треба да живеете на село, негде у планините и треба да се почнете собствен бизнис, тоест вие прво си произведете храна и вода за вас, а после да пратите за другите. Да пратите, да продадете. Или да разменете. Значи, замисли едно 50 крипто луѓе низ планините и тај произведува тоа, тај пчели, тај има јајца и кокошки нели за месце, другиот нешто кози и овци, тука сиренци, миренци, тие работи млекце. Третиот магариња, да, магаре што лекува сваштарија у комбинација со медо и мортал, брат. Другари, ново плукате по Binance, забравате една работа, брат, да ви кажам. Јездика сте го завршиле школото за централизирани и децентрализирани берзи, значи централизирана берза Binance, моментално окей берза Jupiter, да речеме децентрализирана, така ли? Тука македонците не се спремни за тоа што ако кажи го, да речем преку Phantom и преку Solflare, изгубат таа сит фраза, да речеме, крај. На Binance многу луѓе до сега македонци се губиле сваштари од паспорти, ги познаваме и не се спремни за 100% децентрализирани берзи, затоа упорно ви кажувам 12 години да седете на Binance. Затоа што Binance ќе исплате целата драма. Значи, ја не сум, забравате многу луѓе, ја не сум завршил факултет. Тие што завршија факултет, економски, чуда, технологија, IT, ниту еден подкаст не сум видел од нивните дипломи да речат, брат, еве, јас сум дипломиран, лупам, економист, дипломиран специјалист за IT и ви кажу, битнината е крипто и блокчейн. Значи, кај нас немаме такви луѓе, завршиле школа, значи тие зашо завршиле школа и они не знаат. Тие портфолија имат благодарение на мене. Упораки благодарение на мене комуницират и имат, значи треба некој да ги рече, аде брат, да, натисни тука стави. Нели не сум финански совет, али сами се си тражиле, да речеме совет, не финански совет. Туку се тражиле као помош, препорака. Ја викам, не бе брат, не купувајте крипто ако имате нешто кафе, шекерче да сменете и тоа. Некој компјутерче старо, нешто тастатура, некои глувци, некои микрофони, нешто, разбираш, пошто нели факултет, многу голема плата, а забравиле дека иде факултет, па партиска книжка, па лижење задник, па работа. Другари, затоа ги нема тие со дипломите од економски и од IT. Затоа што го лижат заднико, за да дојдат до плата. Со исклучок на еден човек што сам запознал од сега Славчо, што си работа работата, брат, и не може без него. И таму си прави он што треба да си прави, ко тип што си ја разбира работата уствари, брат, нема можеш нешто. Наскоро е мултимилионер, Славе, мултимилионер значи станеш. Ево што каже, брат, ја не е јазикот да ми е пред мозоко, туку
мојот мозок го е скувал тоа, значи 2035 си мултимилионер, брат, што е. Да не ме забравиш. Славе 100% очекувам да стане милионер. Чинчо исто, имаше 5 луѓе други, 100% мислам да ќе станат милионери. Иако нели нема да го покажат портфолиото, инсайдерски информации, 100% верувам да ќе станат. Ако нема вај бул маркет да се најлошото се деси, 2035 ќе станат, брат. Нема тука, кажи го. Нема тука, чекај брат, тука 100 ќе ме искочи од нокто. Другари, заебанците на страна, брат. Нема стане Славе милионер, милиардер. Мобето е Мобето е, шо бев со мобето? Децентрализирана берза, не сте спремни, затоа што јас изгубив околу $20,000 и може да кажем минимум 3 пати по 8,000. Како ги изгубив, нели, на нероден петко, не сега да не речем капам окројам. Јас ви кажав, последно на тие устараат што се викам на 0.16 продавам, после ќе падне ќе купам назад. Така ли? Дао Полис. Збореме за Дао Полис што се отворило тука, брат. Знае, брат, че дека Дао Полис ке го зборам и ми го отвара Солана, брат, бати рекламата. Ама ме дека е. Значи Дао Полис, другари, требеше да го продадам на... зашо е спрема сол? Дао Полис требаше да го продавам, другари, на 0.16, да го кеширам назад, така неколку пати. Почнав. Да го кеширам неколку пати и да ви снимам видео што ги спремав. Арно, ама децентрализираната ни берза Юпитер уште не е спремна. Нема играчи. Немаше кој да ми го купе за $20,000, за $10,000, па уште за $10,000 планирав, или за $20,000, па за $10,000 да го играам околу $30,000. Немаше кој да ми купи $30,000 Дао Полис. Не дека кој на него бива, туку брат, нема го на големите берзи, нема трейдери. Треба да разберете една работа, зашо треба да се држите до Binance пошто иде бул маркет, така ли? Значи, за да не ми се десе ово чудо, брат, вие треба да сте на Binance. Зашо на Binance? Да не се шокирате. Затоа што, чекава ми взима деконцентрација. Затоа што, другари, Binance треба да почнете да гледате на Binance како на Кина. Значи не е Binance, Цизи е обичен директор, брат, кој што дури седе у притвор тука по затвор нели у Сиетл, кај мене. Ја отражив да му идам на посета да го запознавам, али го крие дека е. Замисли да ми каже дека е, да запознавам сега Binance ке беше у Македонија. Ке имаш и канцеларија и се живо, ама тоа е. Тешко работа да најдеш милиардер у америчките затвори. Одлежа го човекот за Кина, за сите тие работи кои што нели американците уште нема донесено закони, ама BNB била виновна, окей. Ако беше 100% виновна, та немаше излезе од затвора, ама како е да не филозофирам да не има тук упад, брат, спецназ, не спецназ, оние ФБИ-то. Како е да е, зашо треба да се држите до Binance? Затоа што, другари, сите драми што пробаат да ги хакнат, хакнат у стилу, сега ќе ви кажам дека беше... Сега не одам поред, ама тие ми се измешава, брат. За жал. Дека беше... Ама ме, брат, и твитовите ли почнава да ми ги бришат? Кампањата е почна против Binance. Зашо, брат, че го нема ова? Јас сум тешка легенда. Тука ми ја вртам надоле. Значи, берзата имаше глич дека сите алткоини се безвредни. Тоа они не може да речете, брат, нели, успеа да не го гличнат системо, значи, пошто Binance никош не е хакната, али може да се појави, значи, америчката технологија е светлосни години напред, може да се покаже
глич, разбирате, пошто знаете кој го управува интернетот. Не сум ја од дома тука од пештерата, у Сиетл, туку се американците. Се додека сте на американците, на нивните кабли, значи може да направат што сакат да ви се појаве на монитор. Така да, фактички, сакале верувале, сакале не, по теорија на заговор, пробава нешто длабоката држава, не Трамп. Длабоката држава, али си и играат со Кина. Binance е Кина. Така да, преживеа го еден од најголемите напади и среќа наша дека Binance останува на играта, а не само америчките берзи крипто. Видовме америчките берзи крипто колку е. Coinbase 2 пати на bull market сум видел како гасат кабело. Биткоин место 100 и нешто илјади на 69.000, изгасија го, имате short memory, забравате. Никој не видов да викат у Америка или од Кина да викат ајде сети ќе бегаме, или цела Европа да има пропаганда, ајде ќе бегаме од Coinbase, што не избегаат од Coinbase. Исклучија ги буквално каблите, брат. Там не можеше и да се пристапе на Coinbase да си продаваш биткоин. Не можеше да се пристапе на Coinbase, забравате, да се продаде Cardano, да се продаде Ethereum. Кој ќе ми рече некој зашо не го продаде на $3 на $3, па чега на мене лаптопот мистериозно се случи. Лаптоп геймерски од $3,000 лаптоп. И после целата таа драма, лаптопот почна да работи. Имам 15 сведоци. Дури еден пријател македонец сакаше дојде да купува лаптоп да го симнам Daedalus Wallet да се логирам на него. Што да зборам за тоа? Гасеше се мистериозно тука се живо по ово кога јас зборев за крипто, кога беше забранена тема. И сега треба да зборам ајде. Другари, Binance, држете се на Binance и тоа е тоа. Значи 13-12 години сум у крипто свето, знам што зборам. Така да држете се до Binance, сте многу посигурни од било која америчка берза или било која wallet или било што или било кој кажи го изгубив и мислата. Значи држете се понастрана од било која америчка берза, било кој wallet кој што го има креирана компанија, затоа што ја најискрено да кажам, до сега со Binance сум немал никаков проблем. Нешто што длабоката држава, не Трамп сака да ги врне Binance.com да бидат оперативни у Кина за да ги затоплат односите со Си Џинпинг. Значи Binance.USA постоја некоја америчка верзија, ама не е тоа, нема ја мокта. Ако Binance.com останеше да работи у Америка, другари, ја ќе бев 282 милиона у профит. Американците кажаа забранува се, кривично дело е, исто им обетнали да не го повтарам. Иван, почнаваме. Немав многу на почеток, ја у Мајами имав многу BNB. Продов, нели, за да платам смет. Не сеќам кој беше, зашо бев продел што како е. И после тоа тука почнав да купувам, да трупам и одеднаш кога ни го забранија да го држиме, у паника го продаваме. Ово видео нема да трае 10 минути, ќе трае повише. У паника го продадов, нели за да не одговарам кривично, нели Кина и Америка се спокаја, тогава ви кажувам, секој ви зборам. Кина е BNB, затоа што која е логиката обична крипто берза најдобрата, која што јас сум направил видео за неа пред 2000 години, кој народот поема немаше што е Binance. Значи длабоката држава на Кина фактички зема амин од малтишките витизи и главниот ред на тие што контролираат финансискиот систем за Европа. Ке си изгледате серијал крипто документарец Блокчейн остров Малта. Значи треба да има 2 дела, ако не се лажам. Да. Значи тука тројка е многу лошо станало, е трет документарец, иначе ова е правио, па ќе си изгледате тај тие новите членови, ќе ви стане јасно, значи имат ја лиценцата, имат го амина од малтишките витизи да оперират низ цел свет. Тоа што сега длабоката држава си се нели надпреварува која берза ќе си ја форсира, тоа си е нивна војна. Ја нема да упаѓам, а да кажи го да подлабоко нема да упаѓам у теорија на заговор да не ме го блокират канало, али другари, сакам да кажам, обето е вие слушате ме мене. Кафе, цигари, апченца, многу јако беше пишал брато сменил една скара, 2 скари, 3 скари, шопска салата, се у крипто, другари, вие сте тука. Тука сме. Ово крај нема. Не го гледајте на дека вие не може да се снајдете. Ово крај нема. Значи биткоин ќе си врве
до 2162 година најбогатите луѓе ќе бидат кои имат и колку имат биткоин. Јас се извинувам, другарчиња, Кина нема да се откаже да воде војна. Значи, кажави, овај бул маркет ќе биде уникатен, денеска ветерот ме однесе на ово, ќе биде уникатен бул маркет, нема да биде брз и Америка и Кина може да очекуваме уште да имат драме. Ако се појави плюс многу леверидж да играат, значи, сванете си го ово вака, Кина и Америка се увојна официјално, а бродовите стигнат, денеска не можев да истинем, пошто денеска ков ветер беше, сигурно нема да дозволат на некој таков со континери брод да улезе, пошто од 25 до 35-38 мислам беше дигнал километри на час. Што е стварно не е малку, разбираш, што може да избута континерите. Тоа просто едно време кога дигна 35-38 км на час на плажа, денеска ветер ја не можев да долам на напред, брат. Тоа иако тај кажи го континер е тони и тони, ама сепак нели ветер е ветер. Значи нема да престанат и така да знаете, за вас е добро, колку повише има драма. Ја не знам многу луѓе зашо брат, човек е правиме. Абе брат, колку повише има драма, вие значи менете кафе и штетни навики и си натрупувате. Пред бул маркет сме, вие треба да се радувате, брат, тие што сте купили. Како може да изгубите кафе, цигари сте смениле, скара сте смениле, гардероби, телефони. Гледам многу луѓе ми пишуваат пораки, значи луѓе под блокада сам, не можам, джаје ми праќате од Facebook линкови. Мислам не се за крипто, нели, општо за теорија на заговор. Не можам, натискам го на Facebook, снимав, не знам на кој бев снимал или јавно дали покажав. Не можам, натискам и не ми го отвара, така да знаете, джаје ми праќате Facebook линкови, гледам све пратам. Дома сум, на плажа сум, гледате имам време, не одам на работа. Значи гледам све, джабе не ми ги пракајте тие работи, а ако сакате подобро, пробајте да ги постирате кој е за теории, нешто во групата за мистери. Браќата треба да се сретнат у Кореја и тоа треба да биде позитивно за чекај само кога беше. Сега забрав кој ден. Тие па не напишале кој ден. Наскоро мислам дека треба да биде и ќе биде супер дека ќе биде да кажи го само на кафе мислам. Ќе биде супер за маркето, да се надевам дека тогава уште нема уште многу пати да се скарат, ќе биде за супер за маркето, да се надевам дека нема таму алфа и 20 сега се карат нешто па. Да се надевам дека ќе има позитивни вести нешто, дека нема многу да има ау бау и да почнеме веќе да одеме нагоре. Со алткоините, без паника другари. The US and China will start the trade war tomorrow with new portfees. Ох, муко моја, тоа е пред 17 сата, значи биткоин за тоа падна од 100 и колку беше, да тоа забрив да ви го кажам. Добре, ја помислев ново е. 100 и колку беше? Абе, чекай, 121 не беше или... Не бе, чекай, дека гледам ја, брат. 115, 116. 116 остави. Значи падна на 113, ама влече ги надоле алткоините. Инсайдерска информација имам, купиле сигурно Cardano. Зафркавам се. И другари, колку време изборам луѓе Кина е BNB, Кина е Binance. Значи, кој друг ќе удара за толку кратко време, другари, свежи опаѓа, овие беа отиделе нов all-time high. Нов all-time high од 1368. Значи, Кина ово, другари, за 24 сата 11... Не, чекай, не е тоа. Да, за 24 сата скоро 12 милиарди долари. Кој брат може да стави 12 милиарди долари? Кина. Другите, ставам ги 5 милиарди ги ставам луѓето, што знаат што технологија во чудо, другите се Кина, другари. Кој друг ќе биде, брат? Значи, не може таа берза, да бутнат джаве пробат. То што е да пробат и не знам, пак Кина ќе извади милиарди, ќе ја подкрепе, брат. Значи, замисли си,
Ја да треба да ставам на такви како FTX, од кога е викав луѓе тука на пријатели, брат, абе бегајте од FTX, брат, на сите телевизија рекламираат, па тоа е проблемо. Абе брат, Шекил Онил зборе за неа, абе тоа е проблемо. Абе брат, Том Брейди, овај рагби што играе, зборе за него, тоа е проблемо. И кој беа там други, кој беше там? Не се сеќавам, Парис Хилтон ли, кој беа брмља за неа. Луѓе, ово чудо стоја Кина. Ја радо би бил, кога ќе дојдам Македонија, ќе отворам Binance, радо би бил на Binance, отколку бил на која америчка берза. Кракен едино така сум окей, затоа што у Сиетл кога беа, очите си извадија тука со американците, не сакаа да ја дадат никакви информации, собраа се порталите, не знам кој друг стејт идеја. И пази, оперативни се мислам у Македонија. Еднашка ми викат оперативни, еднашка не. Али, ако кој може да си направи профил, дава полис може да си го купи таму. Кракен е со лиценца, банкарска лиценца, луѓе за операции за ова. Американците може еден ден ќе пробат да се одмазат. Затоа, како просто да ви кажам, имате $1000 у крипто. Не, имате $100,000 у крипто, така ли? Ја би држал 50,000 у Binance, 10,000 у KuCoin, до сега не е хакната, нема, стоја надвор од рамата, 10,000 у Kraken и оние другите, нели ќе си ги држам у, кажи го, Cardano, нели, волетото, нели, за такво портфолио зборам, Solflare волето за, или Phantom за, иако е нели високо ризично, ама ја го прифаќам ризико, и Daedalus Wallet за Cardano не се докажав, и Solflare и Phantom, нели, за DAO Polis, додека не видам друга алтернатива. Тоест, ке мене се тактички префрлени на Jupiter, значи ако проба да ми хакнат ово, тај нема се разбира што треба да направи. Од Jupiter тешка работа да ми ги измъкне, пошто треба да знае што прави, брат. Да се надевам дека нема да знае што прави. Многу луѓе ме прашаа, леле, ќе идеме и 40 минути, многу луѓе ме прашаа што е работа со Ethereum. Па тоа е работа со Ethereum, другари. Што сите викате што е работа со Ethereum. Значи сега дека ви викате што е работа со Ethereum и сега ќе литне, он нема да литне. Затоа што сите мислите дека ќе литне. Он ќе литне кога ќе нема да мислите на него. Затоа си го товарите магаренцето и тоа е. И чекате, не може да пропадне таа технологија. Видовте ли што издржа таа белата мечка, ја што викам? Чуда. Solana што издржа? Чуда. Брат, ујдоме 40 минути, ама тоа е. 15 минути, не можем брат 15 минути видео да направам секојаш и значи идеме овака. Јас извинувам, иако речов на почетокот нешто, тука сум на модел, треба да се изваде. Затоа ме чеша, со извинение. Том денеска добро што нема не се ветро. Другари, Ethereum, не се плашете, не е пропаднал, брат. Зар мислите дека американците ќе дозволат тука планират економија, интернет, трансакции за гейминг, чуда, брат. Чуда планират преку тоа чудо, нема да пропадне, брат. Значи не се плашете. Сега многу ме прашаат дали да го сменеме биткоин за Ethereum. Еве да речем имате еден биткоин. Чим толку многу мразите Cardano? 50% сменете у Ethereum, биткоино 50% у Cardano. Како ќе сгрешите, брат? Како? Биткоин ако отиде 200,000, може да мислите колку ќе отиде Ethereum? Минимум 12,000. Колку пати тоа? 12,000, може ки повеќе. Cardano, ако биткоин отиде 200,000, што зборам ја, леле, лупнав зелена. Ако биткоин отиде 200,000, ако биткоин отиде 200,000, Ethereum ќе отиде измеѓу 17 и 20,000. Значи, колку пати е тоа? Cardano, замислете се, сигурно ќе е 10 на 15, освен, нели, много сака да го саботират, ама, брат, многу луѓе од биткоин ќе сменат у Cardano тогај. Значи, што беше друго? Coinbase, ово ми е многу интересно. Гледајте се. Coinbase на 25 март нема да биде достапна. Цели 4 сата, значи збориме за некој сериозен и интересен апгрейд. Значи видео сега тука паники и чуда, што ќе инсталират за 4 сата. Значи нема да биде, трейдинг will be недостапно, трансфер ќе биде недостапно и сите други сервиси ќе бидат у delay mode. Македонски се говори delay. Страшна работа. Треба да си дом што попросто, брат. Delayed, забрив delayed, брат, преведено на македонски човечи. По-бавно ли, како ќе му дое? Брат, нема. 12 години сум тука. Избегав, виж.
Муко моја, врачи, Македонија ми не достига. Шо ово? Не, тоа да. Чекав, ја декој тешка легенда, јас си викам, брат, ја тоа не сум го постирал. Ние, другари, пак ја повторам, сме тука. Тука сме луѓе. Не паднаме на 90.000, издржаваме го. Други, многу луѓе ме прашаат за Zcash, другари, внимавајте многу. Кои сте на профит, киширајте, бегајте у Cardano, у Ethereum ли е, у Solana ли е, у Ripple ли е, бегајте. Многу јака технологија. Форк од Zcash, теоријата на заговор, знаете, кај мене за Zcash се зборило пред 2000 години. Кога народот поема немаа луѓе за Zcash. Значи, ако проверите тие новите тука, моите алткоини кои што сум ги спомнал, има главата да ве заболе, брат. После гледај колку години се зборе за тие такво чудо. Тука ќе си најдете, брат, алткоин долго очекувано, ќе го најдете тука негде сигурно. Стаен за ово. Мобето е, другари, одеднашка гледате ли, од дека беше од 8, чекај да видиме. Од 8 милиарди на... Не, како беше, чекај? Гледајте, 145 на 295, брат. Колку беше? Не бе, шо зборам ја, брат? Гледајте, другари, компанија, брат. Гледајте го ово чудо, брат. Андреј, да се надевам дека од Скопје дека не е киширал, али он мислам дека беше речел. Пиши ми, Андреј, ако гледаш. Не е Пајо, другиот Андреј. Ако гледаш, брат, ово е голема мистерија. Ја дури ово не го видов. И имам го спомнано, форкот биткоин, фактички сите мафијаши, сите политичари што сакаат да скријат пари, диамантски прстен, не може да се следе драндрањарења, или си го чуваше за нив. Одеднашка технологијата се забрави, со години го немаше нигде. Значи беа го забравиле, гледај, леле брат, брат, 532. Брат, кажете ми една работа. Ја од секој што верувал Zcash дека е многу јака технологија, го имам, замисли си, пред 4 години имам го спомнано на канал кој се сеќава. И многу македонци го држат, да се надевам дека не се го продаделе, брат. Па никој не рече дека е направил страшен профит. Дај луѓе кои имате профит на Zcash, пишете у коментари. Леле 300 е бил. Брат, македонците гледаш, ја не пратам, немам го портфолио, македонците ништо па и вие не пратите. Луѓе, гледај. Иван го има многу, да се надевам дека го чува. Луѓе од $35 и сега некој рече, Гуштеров, ако знаеш дека технологија, што не го спомна да го купиме? Луѓе, тоа е технологија, ама гледајте една година дека одржа. Тоа е чистката, гледај, тоа да знаете елитата, он не е технологија, ама елитата гледа колку време го држи. Една година го држи долу од дупката, за сите да го продават, сите, никој да не верува више у него и после го пана помпат назад. И ја мразам такви работи, брат. И затоа јас сум профит, некој не се сеќавам сега, у старите видеа може да има. $2-30,000 имам профит. Да речеме сум вложил 2-3,000, а сум прел 30,000. Не се сеќавам у старите видеа кој сака нека ги. Новите прво почнете, другари, не од главата па надоле, почнете од прстите доле па нагоре. Почнете од тука, пролистајте ги сите тие видеа нагоре. И без тоа што правите, само брмлате у коментари. Бош мобет. Значи, луѓе, ово чудо, внимавајте. Ако сте на профит, не знам дали ќе оде многу луѓе ме прашаа. Не знам да направам аналитика, гледате, нека ми каже тие што го имате Zcash да ми кажат зашо е уидел. Јака технологија, елитата сигурно ќе почне нешто да брмла, чекај што е кажал. Will Zcash flip Monero by December. И не знам. Не знам што да кажам. Внимавајте. Кој е на профит, одега знам дали ќе отиде. Тај коин, луѓе, токен ли беше? Дека отиде. Тоа чудо, луѓе, требаше да отиде $4,293. Значи, нема америчко портфолио што го немаше. Другари. Немаше, да речеме, кога е паднало, ако сте го купиле на $35 да го чувате, ќе бевте у игра за $4,293. Дури викаа дека ќе стигне и $10 до $30,000, што е нели многу, пошто он има total supply, има 16 милиони, многу малку. Те за тоа се збориле, брат, дека ќе стигне
до 10 на 20-30 илјади. Многу јако чудо зборе дека, многу јако, не се сеќавам, многу. Нема америчко портфолио што го немаше, ама еве голем ризик е сега. Например 225 кој има да ризикува да си го чува. Или тие што имате чувајте неколку, оно другото не знам, прашаваме што да правиме, другари не знам да ви кажам што да правите, ти нема информација, гледаш еднаш кај текнува, нешто што е стојало брат толку време од која година? Од 2016 до 2025 брат. Брат, мојот мозок како што спијам за кафе мислам, ја не можам ни да пресметам брат. 9 години. Значи јас сам го видел ово чудо прв пат пред 9 години. И си викам леле не може да го купам и гледај тука, Doom $30 и после го купувавме за $30-50 кој се сеќава. Пред 9 години другари, гледај 9 години брат си играат со психологијата на луѓето. Затоа викам 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано. Затоа што тие мора на bear market, bull market додат многу повише нагоре надоле, затоа што ќе имате и за трейд, и за флип, и за се. Ово гледајте луѓе што се играат со технологија. Вика у времето на теорија на заговор викаше ако има сериозен проблем со биткоин, пошто сите трансакции, сите тест фази ги прават на Litecoin прво, па ги имплементират на затоа е толку на некои американци у портфолиото го имат Litecoin и е битен. Прво на Litecoin се прават сите тие speed тест, mid тест, што ти знам тамо тестови, па после се имплементират на биткоин. Ама ако нешто се зафркне со биткоин, ово елитата у теорија на заговор го збори дека само Zcash може да го замени. Што е многу чудно. Не вика Ethereum, Ripple и Solana или Cardano. Интересно и мистериозно вика за Zcash. Што е многу чудно. Значи у портфолиото кој сака да го држи, знаеш леле другари, колку идовме бе? 31 минута. Ау брач. Лошо. Другари, тука завршувам. Видете што ќе правите со Zcash, најискрено не знам. Ево American Express, гледаш полека ќе почнат да се поврзуваат и сите ќе вадат картички, значи тие картички ќе ви дават кешбек. Гледајте тај кешбек да го взимате луѓе у биткоин. Само тоа ќе ви кажам. Еве Тајланд оде capital gain tax Тајланд officially implemented 0%, значи еве седете си у Тајланд. Малку урагани, малку такво. Компензација е многу хука од мамето изгубиле на Binance. Еве ќе направат airdrop, ќе го дадат тоа, 45 милиони ќе дадат на тоа. Тука интересно е што ќе нема да зборам, ама ќе оставам да си го прочитате на Bitcoin News и кај мене е споделено над зидо. Читате ли? Викам брат, упадна. Ова беше јако. Не знам дали слушна свирењето и сирените, але ова беше интересно. Не дека се плашам, а срцето ќе ми рипнеше тука, брат. Ово, другари. Прочитајте си го, ја некај да ми го блокнат канала. Дека има чат, може има и огин, видете си тамука и тоа е. Кој неке може да оди за Кенија. Ја ќе одам за Русија, ако мечките у Русија се ги истренирале овака, ја мислам дека таму ќе имаме многу јак соживот. Брат, ово е попаметно од повеќето македонци што ги познавам. Која култура, вика дај да апна малку, ова вика нема, јаде преска и си отиде. Тоа е на пути мечката. Другари, ово е да те гледаш тука што се пишал стара технологија која си стоеше така со години, сега кога тие сакате пумпат, ја такви мразам работи. Така да тие што ја земале или што ја имат или што погрешка се купиле од моите стари видеа, ако сега си гледале пред да речем пред една година, значи царови се. Другари, моментално у Македонија ситуацијата е оваква у повеќето градови и тоа е тоа. Чао другари и со памет. Сите штетни навики менете ги за крипто, ако не е овај bull market 2300 или 2035, тоа кафе што нема да го пиете 4 или 8 години, со сигурност другари ќе ви го смени животот, исто тие цигари што нема да ги пушите, исто таа марихуана што нема да пушите, исто тие апчиња ги намалете, бидете на чај е поевтин од апчињата, од лекарствата. Јас сум 40 година, ако ја никош не сум изјавил болница, освен за прегледи на секој 2 или 3 години, моиште кои вие не сам од луѓе ми имат креирано. Луѓе ми имат донесено на овај свет, иначе горниот ми има креирано. Ми има целосно направено од глина, така да другари,
сменете ги штетните навики и трупајте у нешто кое што елитата ви вика дека е пирамида, дека нема да постое со години, а одеднаш се вика дека тоа е едината и дека ќе биде у државни резерви. И даве таму у Македонија кажете на тие политичарите да почнат да се описменуваат, да читат за крипто, да гледат каналот мој брат, знам дека не ме сакат, затоа не ми дадат документ да се врнам назад. Али ако се дигитална револуција ќе ви направам, брат. Дигитална револуција. Мора Binance, брат, да дојде во Македонија. Чао.